Од денес па до 6 мај, шесто издание на Фестивалот за феминистичка култура и акција Прво па женско. Со мене гостинка во студиото е Кристина Леловац, една од организаторките на овој фестивал. Од 3 до 6 мај, што по-конкретно ќе има на фестивалот? Од 3 до 6 мај во Младинскиот културен центар и во Кинокултура ќе се одвиваат ред на содржини поврзани со работничките права на жените, кои што се во тематскиот фокус на овогодинешното шесто поред издание на Фестивалот за феминистичка култура и акција Прво па женско. Помеѓу нив се представи, перформанси, филмски проекции, дискурзивна програма, детска работилница и сигурно нешто ќе испуштам. Да, две изложби, диџеј сетови, еден поголем концерт и еден помал концерт. Каде ќе се случува се ова? Во МКЦ, главно, најголем дел од програмата се случува во МКЦ. Ако имаме среќа, ќе бидеме надвор на платото, ако не послужи времето, ако не имаме никои алтернативни простори во центарот и предавањето на Бојана Кунст утре во 19 часот е во Кинокултура, наш партнер во организацијата на фестивалот. Слоганот 6 часа работа, 6 часа култура, 6 часа активизам и 6 часа одмор. Зошто? Да. Решивме дека оваа година ќе правиме фестивал кој што ќе се фокусира на работничките права на жените. Кога размислувавме кој поднаслов или кој слоган би бил соодветен за она како е конципирана програмата, читавме наоколу и всушност тоа што е тренд во заговарањето на работничките права е всушност намалувањето на работното време. Тоа е едно, второ е доволно време за културен живот, доволно време за одмор и ние како Титинг, како организатори на Прво па женско сметаме дека активизмот и активистичкото граѓанско делување на луѓето е многу важно за да го постигнеме она што за што се надеваме и се залагаме. Бидејќи 3 дена трае програмата, 4, да, трети и шести, да. Кои се темите кои што ќе ги обработувате? Темите се вртат на околу различните аспекти на работничките права, првенствено на жените, а потоа и воопшто. Она што е главно е, например, изложбата на Дуга Мавринец, која што се отвара вечерва и е официјално отварање на фестивалот во МКЦ, ја отвара темата за репродуктивниот труд и неможноста да тој се претвори во некоја вредност, онаква каква што ние ја разбираме по прашање на вредноста на трудот. Има уште една кулинарска изложба во недела која што исто така зборува за вредноста на репродуктивниот труд. Потоа има содржини кои зборуваат за прекаријатниот труд, се почест кај нас и воопшто каде што луѓето немаат формално работно време, работат по неколку работи или работата која што ја работат всушност не може да се реализира во време какво што го знаеме од 9 до 5 и така. Потоа тука се работничките денеска имавме на пример во 12 часот дискурзивната програма беше концепирана како 3 блока на разговори. Првите беа на тема на социјалното претприемаштво на жените и женската солидарност, втората беше за работничките права на сексуалните, доброволните сексуални работници и работнички и третата беше за правата на текстилните работнички. Во тој разговор беше и министерката за труд и социјална политика. Ако ве прашам да ми го опишете економскиот и социјалниот статус на жената во македонското општество, каков е? За жал, веројатно треба многу работа и на тоа. Да, за жал во Македонија се изгуби врската со онаа традиција што имавме од претходното социјалистичко уредување кое што заговараше еднаквост. Не треба многу да размислуваме, доволно е само да ги преброиме жените во новиот кабинет на владата. Сметате дека се малку? Апсолутно. Иако владата најави дека од 2020 година ќе бидат 50-50. Ајде да видиме. Работата е во тоа, знаете како, некој ќе каже дека се бројки и некогаш е бесмислено да се бркаат само бројки, меѓутоа бројките го одразуваат начинот на кој што општествата мислат. Знаете, некогаш во некои поразвиени демократски општества од нашево, кои што треба да ни служат за пример, всушност например во Шведска и во Данска и во Финска е така почнато. Почната е мерка со бројки и денеска тие имаат вистинска рамноправност. Не се само бројките во прашање. Постојат голем број жени во цели општини во Македонија кои што немаат основен пристап до здравствена женска заштита. Да не зборуваме до тоа дека жените често
често не може да одлучуваат за своите животни, да ги носат своите животни одлуки. Да не заборавиме што се случи во 2014 со законот за прекин на бременоста, кој што се промени на начин кој што сега постапката ја прави многу по недостоинствена и за жал многу по-травматична од жената и државата е таа која што всушност одлучува за телото на жената. Колку традицијата во еден условно кажано машки свет влијае во сите овие сфери за тоа како жената действува, делува или незината професија? Влијае апсолутно, како не. Традиционалните општества заговараат една традиционална улога на жената, во која што жените се мајки, сопруги и нивното се знае. Тоа дека некој има потреба од кариера се доживува веќе како нешто хазардно. Постојат многу делови во Македонија во кои што не можете да стапите во контакт дури ни со жените. Треба да го прашате мажот, свекорот, братот или така за да одлучи дали тие ќе се школуваат или доколку постои некоја иницијатива на некоја невладина организација или програма на некое министерство за развивање на некои вештини или така, треба да се договорите со машките прибадници на нивното семејство. Да не ви кажувам дека всушност е тажно тоа што овие традиционални стереотипи се во некаков дополнително се комплицираат со неолибералните општества во кои што, например, како жена одите на интервју за работа и прво што ве прашуваате дали сте мажени и дали планирате да раѓате или ако веќе сте колку деца имате. И тоа всушност влијае на нивната одлука дали ќе ве ангажираат, затоа што ако имате мали деца, тие ќе се разболуваат, вие често нема да одите на работа поради тоа и така. Бидејќи го акцентирате феминистичкиот пристап во овој фестивал, би ве прашал кои се све професии кои што една жена може да ги работи ако не правиме поделби на машка работа, на женска работа? Сите. Зошто да не? Така? Зошто да не? Има некои, знаете како, биолошки пречки, едноставно не сме исти во смисла на биолошки, па некои работи вие ги правите полесно. Меѓутоа интелектуално може да биде многу повозбудливо и многу покреативно и многу поинтересно доколку се отвориме и се отклониме од тие стереотипи. Сте ја гледале популарната, ултрапопуларна серија Приказната на слугинката? Како не? Во едно такво има ли опасност од едно такво дистописко општество каде што жената би била алатка само за родот, за продолжување на родот? За жал да. Зошто капитализмот е виновен или? Не е само капитализмот. Виновно е и тоа што Европа, не само ние, дозволуваме десните политики да се зајакнуваат. И кога таквите луѓе со такво разбирање на светот, видете го Трамп. Замислете само, слушнете ги изјавите на Трамп, тој е председателот на најмокната држава во светот, кој што си дозволува онака несмасно да изјавува работи кои што се поврзани со жените. Тоа ви кажува како некои општества си дозволуваат себе си да бидат дрски по тие некои прашања. И знаете како нештата што ни се чинат бесмислени или неостварливи, тие за жал секогаш се остваруваат кога некои такви луѓе ја имаат одлучувачката моќ во своите раце. Но во исто време, ако во Америка го имаме Трамп како слободно, Америка ја имаме како слободно општество каде што е Трамп, во Германија имаме највлијателната канцеларка во Европа. Ја имаме, да. Кога што германското општество е поразвиено од американското или? Па не, јас сакам да верувам дека некои од политиките што таа Меркел ги заговара, без разлика што не се согласувам со сите, например начинот на кој што таа се справува со кризата мигрантска, сакам да верувам дека тоа доаѓа токму од тоа, дека е она жена. Има ли позитивна дискриминација во Македонија во однос на половите? Како се доаѓа до заклучокот која жена или е квалитетна за одредена функција или не? Во суштина, родот не би требало да биде прашање како критериум. Освен ако е некоја работа, ако мене ме прашувате, освен ако е некоја работа која што навистина, не знам, јас на пример сега, како Кика, не можам да кренам нешто многу тешко затоа што сум жена или нешто слично. Меѓутоа, не можам сосема да ви кажам дека не знам како било како на било кое друго работно место.
Селекцијата на фестивалот кој ја прави? Селекцијата на фестивалот ја прави фестивалскиот тим. Во него сме Јана Коцевска, која што е дипломиран културолог, јас, актерка и предавач на факултетот за драмска уметност, Јана Стардилова, која што исто така културолог, и секако ни помагаат партнерските организации. Ги имаме за среќа како соработници Младинскиот културен центар, Младо отворен театар, фестивалот театарски, Кинокултура и Локомотива, Пасфорт продукција кои што го работат големиот концерт, Искра Турбукин кој што го работи останатиот дел од музичката програма и Лесвем. Се надевам дека никого не заборавив прилично се. На кој начин генерално, не зборувам само во Македонија, него генерално и поготово во Западен Балкан, кои се оние промени кои што треба барем во менталниот склоп да се направат за жената да не се прецепира само како мајка и сопруга, туку дека е таа еднаков дејствувач како и мажот? Па треба многу. Прво треба да бидеме отворени. Секогаш треба да бидеме отворени и да не дозволуваме стереотипите да ни ги одредуваат позициите. Треба да размислуваме поотворено, да се препрашуваме, да поставуваме многу повеќе прашања отколку да донесуваме некои конечни одговори и да се залагаме за некои само едни постоечки вистини. Треба се повеќе да се препрашуваме и така ќе биде сигурно подобро. Например, доволно е да не помислиме дека еден феминистички фестивал е затворено поле за мажите, туку напротив, прво па женско ја има таа среќа да има најшироко видна публика и во смисла на години, и во смисла на родови, и во смисла на полови, и многу е важно затоа што сите овие прашања се прашања на целото општество. Феминистичките прашања и правата на жените се прашања на демократското општество, тие не се прашања на жените и тие не можат ни да се решат само во заедницата на жените, мора да се решат во општеството онакви какви што се. Ако ве прашам од програмата, што е она што никако не смее да се испушти? Што е она што мора да се види? Знам дека вам ви е драга селекцијата, знам дека сите активности кои ги имате наброено ви се драги, меѓутоа она што веројатно би било наједукативно за секој човек. Без разлика на верска, полова. Едукативно е без малку се, можам само вака чисто да ви прелетам. Утре во најголем дел таа програмата врзана околу перформативноста, има едно фантастично предавање во Кинокултура на Бојана Кунст и потоа е представата Кралици на Беоарт од Белград. Тоа е вака популарна содржина за сите. Во сабота имаме филмска проекција на македонска премиера на документарецот Сонувајќи во капитализам, проследена со дискусија, и во недела е секако големиот концерт на Акуанару, веќе речиси распродаден. Фестивалот го правите само во Македонија, изминативе 6 изданија или? Само во Македонија. Не го проширувате? Убаво е да се знае дека всушност во регионот постојат феминистички фестивали без малку во секоја земја од бившата југословенска, во бившите југословенски републики, исто и во Албанија, во Грција, така што повеќе се работи за некоја солидарност и за вмрежување на фестивалите отколку некој таков тип на проширување. Леловац, јас ви посакувам успешен фестивал. Ви благодарам што бевте гостинка во Студио 1 и се надевам дека во иднина ќе дојдете повторно. Мене ми е многу драго што се сетивте на нас и што ни дадовте простор и ве поканувам на фестивалот да се дружиме и понатаму. Ви благодариме.